пропагандата и словото на ЛГБТ заедницата што е низ цел свет популарна, а и доста и кај нас последниве години од тие невладени организации, нив име ЛГБТ лов, значи тоа е главно. И сега што има лошо во ЛГБТ љубов кога тие шират љубов? Што е лошото да маж и маж се сака, жена и жена се сака и се тоа? Значи, кога пред малку зборевме за глобализмот и либерализмот, неолиберализмот или таа идеологија или таа релативистичка идеологија, во суштината на таа релативистичка идеологија е релативизирање на живото одржувачкото и живото осмислувачкото заедништво во овој свет и век, а тоа е бракот. Значи, односот маж-жена, пол, машки пол, женски пол е од суштинска важност за живот, одржување на животот и за осмислување на животот. Особено кога говориме за осмислување на животот, затоа што една личност од машки пол и една личност од женски пол, кои тежнеат кон освестеност, кон зрелост, кон еден конструктивен, градивен модел на живење, тие стануваат реално градивни, општествено одговорни битија. Значи, што би било на она што говоревме на почетокот на овој наш разговор, домаќини луѓе. Тоа е. Значи, човек кој е домаќин, тој внимава и на својот верски корен, на својата традиција, на својот национален корен, има почит кон минатото, црпи од минатото, активен е во сегашноста, затоа што животот ние си го живееме во сегашноста, значи тоа е градивна личност, личност која го продолжува животот, го одржува животот, го осмислува животот на сите нивоа, и таквите личности кои имаат корен, кои имаат идентитет, кои имаат свесност, кои имаат визија, кои имаат морал, се многу тешки за манипулирање. А особено ако еден народ во подобар процент, 50 или 60% е составен од вакви луѓе, домаќини луѓе, тогаш тој народ не може да го манипулираш, не можеш тука со него да си играш играчки. И тука нема релативизација. Домаќин човек нема релативизација. Тој знае што е домаќинско, што е недомаќинско, што е добро, што е лошо, зло, што е вистина, што е лага, така натаму. Сега. Например, релативизирање на љубовта. Значи, љубовта не е нешто што може да се идентификува само со половиот однос. Половиот однос, односно сексуалниот однос е плод на повеќе биолошки пореви, хормонални пореви, отколку љубов. Јас не велам дека и љубовта тука не е битно, но љубовта е на многу повисоко ниво на екзистенција. И љубовта многумина, например, кои имале една сериозна заљубеност или, како што ние велиме, хормонална заслепеност, па и дечко и девојка. Ако сето тоа не преминало во личностна комуникација, душа со душа, ако нема тоа ни една духовна визија за себе си, за својот живот, една жртва еден за друг, и што тоа? Да не говорам тој домаќински аспект, жртва или посветеност на своите деца, затоа што родителите најпоќе созреваат преку своите деца. А потоа, созревајќи преку тој процес на воспитување, одгледување деца, самите тие, како созреани личности, и на своите деца им оставаат и им сведочат една здрава представа за тоа како треба да бидат вистински одговорни родители. Но ова идеологија ги релативизира работите, оди кон тоа да се релативизира полот, значи да нема машки пол, женски пол, туку джендер, односно социјална конструкција, кој како се чувствува, кој како себе се доживува, кој е многу опасно и многу крајно релативистичко. Значи, и не случајно, не само јас, туку скоро сите представници на христијанството
се сериозни противници на джендер идеологијата, односно на ова идеологија, затоа што таа идеологија во себе си ги содржи сите зла кои ги имаме, како да кажам, во Библијата, насочени како болни или лажни вредности. Значи, сите тие нешта за кои Бог ни вели дека се болни, односно не може болна, тоа се не вредности, во суштина имаме вредност, љубовта како вредност, но перверзијата како болест, тоа не е вредност. Тоа што они го нарекуваат љубов, тоа е перверзија и хормонална една проблематична пројава. Говорам за джендер идеологијата. Сакам да направам едно мало дообјаснување. Сега, значи, самото христијанство е свесно дека во овој свет многу нешта не се онакви какви што Бог ги промислил. За жал, ние живееме во отпаднат свет, ние живееме во суров свет, огревавен свет, свет полн со зло и така натаму. И за жал, некои личности во овој ваков свет на генетска основа или под влијание на социјалното обкружување или под влијание на некои личности кои негативно, многу болно, патолошки делувале во нивниот живот и така натаму, кај таквите личности доаѓа до некои промени на емотивно, хормонален, сексуален план, извртување и често, ова е многу поедноставено, многу се покомплексни работите и често тие се свртуваат кон својот пол. Значи, говорам за хомосексуалност. Значи, хомосексуалноста не е од вчера и хомосексуалноста е само еден аспект од джендер идеологијата. Джендер идеологијата не се задржува толку на хомосексуалноста. Да, они ги користат хомосексуалците како како да кажам, парадна маса, во суштина. Машинеријата е во суштина кај други луѓе кои ги користат овие личности кои за жал од ред причини се во таа состојба во која се. Значи, тие во така наречените контексти на човекови права и сега ајде сега ние, затоа што еден мала дигресија, ни еден христијанин, ни еден човек кој има емпатија, не е против тоа, е некој од наш сограѓани, па без разлика каква е неговата сексуална ориентација, да има човекови права во една демократска држава. Треба да бидеш надвор од умот, за да бидеш против неговите права. Права кои се врзани за неговата личност. И во најголем процент тие права, например, имаме личности кои се од исти пол, живеат заедно, па сега да видиме утре заутре ако некој од нив е во болница или почине околу собственоста. Значи, нека да се отварат тие правни нешта и да се дефинираат. Но, ниеден христијанин, со сигурност го говорам, ниеден автентичен христијанин, ниеден автентичен родолюб, човек кој си ја сака својата татковина, човек кој се зазема за семејните вредности, не може да ја поддржи джендер идеологијата, затоа што джендер идеологијата главно, реков, ги користи со хомосексуалците како пропагатори, еден вид на ова идеологија, но организаторите на ова идеологија и финансиерите на ова идеологија се сосем други личности, други центри на моќ, кои не сакаат и не им е ни битно правата, да се актуализираат правата на хомосексуалците, туку тие сакаат, тоа веќе го гледаме. Јас знам некои текстови мои пред 10-15 години и гледам како се развиваат работите и тогаш навистина сум потенцирал дека ова идеологија има тоталитарен аспект во себе си и ние гледаме денеска дека таму кај што тие ќе заземат посериозна позиција во општеството, дури тоталитарно делуваат во останатите членови на тоа општество кои не ја прифаќаат ова идеологија. Користејќи го така наречениот говор на омраза, значи ти не смееш да се пројавиш против нив или не знам тамо што или така натаму и така натаму. Значи, јас како човек кој себе се доживам како демократ, не сакам тоталитаризам
го одбивам тоталитаризмот, а за мене ЛГБТ идеологијата е тоталитарна, значи во длабочината на своето постоење е тоталитарна, таа се наметнува многу подло, од први финансиски во името на човековите права со сила и преку разни проблематични невладини, за да кога ќе дојде во опозиција нивните идеолошки поставености да се озаконат во едно општество, тие стануваат тоталитарни. И нивната цел е, како што кажав, таа релативизација и уништување на суштината на еден народ, а тоа е традицијата. И затоа се они антитрадиционални. Први, они се против традицијата, говорам на тоа како се доживувало семејството, како треба да се организира и да се вреднува семејството, односот кон децата и така натаму. Како со векови се доживувал машкиот пол и женскиот пол, процесот на созревање на личност и градење на вистинска брачна заедница и така. Они се против тој принцип, со тоа што сега го релативизираат полот, значи кај нив полот всушност како биолошки постулат или биолошка даденост е нешто што е релативно и релевантно, значи не е битно ти дали си се родил со машки пол или женски пол, туку како ти се доживуваш себе си. Денеска може да се доживуваш како хомосексуалец, утре како бисексуалец, задутре како не знам како имат 50 рода веќе кои како сакат може, значи како не знам таму целата се моментот да, транссексуалец, значи не ми ги објаснуваше, например транссексуалец да го промениш полот или например како беше некој од нив, например 2-3 дена се чувствуваш како женско, после тоа се чувствуваш како машко и така натаму, или како никако да не се како асексуално, не знам. Нештата се толку измешани и сето тоа не само што се граничи со психијатриски случаи, туку веќе завлегуваат во тие, не завлегуваат, туку многу од нив сериозно стекнуваат ментални и психички заболувања и за тоа имаме сведоштво, особено од западното општество, особено во Америка, каде што еден добар процент од луѓето кои биле во овие джендер структури, потоа јавно излегуваат и говорат против целата таа идеологија, за тоа како биле навлечени и така, како била искористена нивната слабост, а секој човек е слаб, секој човек има проблем со самодоверба, со социјалната поставеност, со сексуалната ориентација понекогаш, особено во еден процес кога личноста се развива, да не говорам за проблематичните социјални контексти и така натаму. И тие говорат за сите последици што ова идеологија ги оставила и на нивниот личен живот, но и во општеството. И најдобар пример, најдобра анализа за тоа, за оваа проблематика со джендер идеологијата, ја секогаш сум ја потенцирал, сум ја промовирал ова книга од Габриеле Куби, тоа е една германка, која ја има напишано книгата Глобалната сексуална револуција, односно како да се уништи слободата во името на слободата. Значи сега, полна им ја нивната уста со слобода, со човекови права, со љубов, а у суштина во позадината гледаме се повеќе реално перверзија, болест и тоталитаризам кој има за цел да уништи традицијата, односно континуитетот, идентитетот на еден народ, на една личност, на едно доживување себе си како машко, како женско, како човек кој сака да формира една здрава заедница, брачна заедница, човек кој со својата сопруга или сопругата со својот сопруг се подготвени во овој свет со Божи благослов да донесат нови личности кои ќе бидат одговорни и така натаму. Исто така се отвори ова прашањето на посвојувањето на децата, каде се правата на децата што се посвојуваат од овие луѓе, од ова идеологија и така. Значи многу работи се отвараат.
македонското општество, не говорам за некои тука невладени организации или лажно либерално настроени личности, но генерално македонското општество и христијанскиот аспект, и муслиманскиот аспект, па и оние луѓе кои нешто не се баш многу по верата, но колку толку имаат однос кон својата традиција, кон својот идентитет, па и кон своето доживување како маж, како жена, како човек кој се стреми кон здраво брачно заедништво и така натаму, кон тоа да има здрави благословени деца кои ќе растат во една здрава благословена брачна заедница. Таквите луѓе не ја прифаќаат оваа идеологија и особено што ние ги гледаме последиците од оваа идеологија кои се активни на Запад, значи видливи се. И кај нас, но на Запад особено. Така да, ако на некој човек му гори куќата, а он доаѓа тука и ми кажува приказки и така натаму, јас гледам што се случува кај него дома. Гледам дека неговиот дом гори, односно една погрешна идеологија, една проблематична идеологија и како му го гори општеството. Ги гори здравите основи на иднината на неговиот народ и неговата држава. Ако тој човек е мазохист во однос на себе си и садист во однос на другите, ако е болна личност, тој е негов проблем. Но и како христијани, и како имаат една патриотска насоченост кон иднината на овој народ и неговата сегашност, ова идеологија е неприфатлива.